Книгата на неделата е токму од книжара Култура, каде што се зборува за надежта и дел од вас имаат можност да добијат, но не само тоа, има и можност и избор за повеќе наслови и светски познати бестселери. Но оваа тема денеска во студиото заедно со мене е Гордана Војнеска, која што ни доаѓа токму од Култура. Добро утро, Гордана, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Не сте за прв пат кај нас и веќе знаеме како ни е течението на разговорот, особено кога треба да информираме за тоа што е најново, што е актуелно и што е ваша препорака и понуда за читателската публика во овој пролетен период. Па добро, култура изобилува со автори и бестселер автори непознати, автори кои што туку што започнуваат со својот писателски опус, меѓу кои и самата авторка пред неполни 2 години она го издаде својот прв роман Тетовирачот од Аушвиц, кој што беше, кажи го, бестселер и хит. Исто имаме една авторка, Сали Руни, која што низиното првенче разговори со пријатели постигна одличен успех. Меѓутоа го имаме и Ден Браун, кој што не треба на луѓето да им кажуваме кој што е. Го имаме авторот Стив Бери, кој што е одличен исто по теми е многу сличен на Ден Браун и ги опишува оние заговори светски, мистерии и такви работи. Тука е Фиона Валпи, која што го Значи, она 9 години живеела во Париз за да ја научи француската култура и историја. И низините книги се поврзани се околу Париз, Втора светска војна, Прва светска војна. Најновот, мислам, од издавачката куќа Култура е Трката за спас на Романови, се извинувам, од Хелен Рапапорт. Предходно ја издадов на низината книга Сестрите Романови. Тоа е историчарка која што се фасцинира од историски теми. Накратко, Трката за спас на Романови се работи за 20 последни денови од животот на фамилијата, односно кралската фамилија Романови. Исто така, најнов наслов ни е книгата на изгубени имиња од Кристин Хармел, која што е прекрасна авторка. Постигнав неголем успех со низината прва книга, мислам, тоа не беше низината прва книга, но ние ја издадовме. Сопругата на винарот, исто се зборува за француска, мислам, за Франција во Втора светска војна. Во низе има и убави и жални моменти, но на крај изобилува со среќни завршетоци. Мислам, нашите читатели ќе бидат задоволни. Исто така имаме и наши домашни автори, како што се Милјана Павлова, Милјана Павловска, Ксенија Николова, Јован Илиевски. Имаме плејада на автори и книги кои што слободно, мислам, кој да дојде од секакви жанрови, од трилер. Имам исто една од познатите наши авторки, Елиса Джул, која што пишува исклучиво трилер, кажи го, романи. Значи, за секого има, за секого, па и за оние немалите. И за најмалите, и за најмалите имаме и, кажи го, да се чита од малина за. И книгички, и играчки, значи да ги навикнеме децата да доаѓаат во книжарници, да си ги бараат своите најомилени ликови и книги. Рековме дека е голема читателската публика, секој од нас знае што чита или што сака да чита во одреден период, бидејќи постојат различни периоди во животот. Никогаш сме расположени за книги кои што имаат можеби по, да речеме, тажна содржина, никогаш за нешто што е фикција или некаква нечија фантазија, па сакаме да дзирнеме и во тој свет или таа приказна. Никогаш сакаме мотивирачки книги, книги кои што имаат мотивацијски пораки, нешто што ни треба за во овој период да не покрене. Секој период различна тематика не интересира. Тоа што јас сакам да прашам е, кога доаѓаат купувачите на книги кај вас во книжарата, дали се поголемиот број од оние кои што бараат мислење и препорака од вас или точно и стрикно знаат што е тоа што сакаат да го купат? Па морам да признам дека луѓето не се толку еклектични во изборот, мислам во својот избор, туку тие се одредиле за една тематика. Сега зошто е тоа, на пример, луѓето многу сакаат популарна психологија. Веројатно романите им се премногу со ликови, се враќаат, на пример, има некои книги кои што се враќаат од една тематика на друга, од еден период на друг период, веројатно тоа не може да го следат или па животот ги натерал да побараат
утеха во популарната психологија, во оние духовни книги. Има луѓе кои што читаат само трилери, веројатно они се оние ловци на авантури кои што сакаат адреналинот, нели, да им се покрил. Има луѓе кои што сакаат драми, историски драми, кои што сакаат сериозна, односно не фиктивна, неизмислена, оригинални дела, како што е и книгата за мислам за Спас на Романови. Тоа не е роман, тоа е ајде да речеме една историска вистинска приказна преточена од авторката. Има многу кажи го луѓе што си имаат свој избор. Сега кога ќе дојде некој кој ќе бара на пример за подарок или па сака нешто ново да прочита, нормално ние мислам во книжарите малце сме и психолози, нели, го гледаме човекот дали е насмеан, дали е тажен, па се обидуваме со некои зборови да уфрлиме во разговорот за да видиме на што он на пример ќе се навлече, на пример ако му речеме земете шамивче, значи не сака плачење, тогаш сакаме некоја среќна, односно радосна, комична книга. Ако сака на пример ако рече сакам жустра, тогаш може и трилер, па некој психолошки трилер, кој што малце ќе го заплаши. И бара размислување и надлегување и се. Да. Има и луѓе кои што доаѓаат со конкретни барања. Да. Онаа книга која што ние доделуваме приказни полни со надеж, како што и вие споменавте, од Хедер Морис, која што има продадено над 6 милиони примероци за тетовирачот од Аушвиц, и тоа е еден предизвик плюс или да речеме инспирација или мотив плюс за оние кои што сакаат па бестселери и се водат по тоа што е бестселер, па да прочитаат таа содржина или таа книга, би можеле да ја имаат за себе. Тука би завршувале со разговорот, доколку нема нешто плюс дополнително што би го кажале како информација или нешто што може би сакате да го наговестите за воиднина. Па не, можам само да кажам дека месец мај читателите на книги да очекуваат саем на книгата, кој што вообичаено беше во септември, но овој пат ќе биде во месец мај. Месец мај дополнително, покрај тоа што ќе уживаме во убавото време, верувам, како и секогаш во мај, ќе уживаме и во понудата која што ќе има на саем на книгата и одлична можност за избор на добра книга, книги со кои што ќе го поминеме и овој читателите, дојдете во нашите книжарници, ќе бидете услужени, за секоја книга има свој читател. Така е. Верувам дека тоа добро го знаат. Благодарам за вашето гостување, Гордана, денеска во студиото и се гледаме во следна прилика со нови информации.